Титовите младинци остареа, ама идејата за единството остана. Во Кочани по трет пат денот на младоста се славеше со штафета, со различна етничка припадност, но со иста мисла. Прославата на 25. мај обедини група кочанчани. Годините на нивните плеки сепак го сменија и начинот на славење. Некогаш со слет и парада, штафетата по кочанските улици денес се провозе со автомобил. Се надеваме дека оваа манифестација ќе биде прифатена во целата наша сегашна актуелна држава Република Македонија и дека понатаму ќе продолжи да се организира како што на времето се организираше на сите поранешни југословенски простори. Штафетата е нашиот начин да кажеме дека некои вредности не треба да умрат. Некои не нарекуваат југоносталгичари, други ни лепат и други етикети. Но ова е нашата порака и за младите и за сите граѓани на бившите јудржави, дека иднината ни е заедничка. Од тоа нема бегање, велат од Сдруженијето Јосип Броз Тито. Нашето Сдружение на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани нааѓаме и време и простор и материјални могуćности да на еден начин го одбележиме и ги потсетиме младите во кое време ние живеевме, како го поминувавме времето и како се одолжувавме према нашите постари. Октомври месец бевме на конгрес во Бихач, на прв конгрес на антифашисти, се со една цел нарушење на бариерите на граничните премини, не насилно, туку со демократски, како што порано бевме, само независни и едноставно да го шириме братството и единството. Кочанската штафета стигна до селото Бели. Таму наместо Тито ја прими председателот на Кочанскиот огранок на Сдруженијето на негови почитувачи. Тој лично до година на 4. мај ќе ја остави на гробот на маршалот во Белград.